Почитувани медиуми, денес сме во посета на старата градска чаршија во Прилеп. Се сретнавме со граѓаните, се сретнавме со дуќанџиите, се сретнавме со еснафот. На моје и на наше големо задоволство гледаме на нова, комплетно променета слика, еден нов ентузијазам. Ја нема повеќе во очите на дуќанџиите загриженоста која што екзистираше пред повеќе години и го нема стравот од неизвестноста на нивниот бизнис. Почитувани граѓани, нема повеќе од оние одмазнички упади во фирмите. Нема веќе затворање на дуќаните и опропастување на фирмите. Нема веќе драконски казни и нема рекет, што беше одлика на криминалното владење на ВМРО ДПМНЕ. Прилеп, Република Македонија, ставија крај на оние кои што водеа во безизлез и направија никогаш повеќе да не се повтори тоа. Граѓаните, дуќанџиите се изборија за својата слобода и повеќе никогаш нема да дозволат таа некој да им ја одземе. Безидејното раководство на ВМРО ДПМНЕ, водено од Христијан Мицковски, кој што впрочем денес организираат протестен митинг тука во Прилеп, за одбрана на криминалот, немаат ама апсолутно никаков план. Мицковски нема став, нема визија, Мицковски нема идеја за Република Македонија. Тој е дел од едно антизападно раководство кое што буквално е недостоинствено да ја води Република Македонија. Очигледна е разликата помеѓу проактивната политика и домаќинска политика предводена од СРСМ и деструктивноста на ВМРО ДПМНЕ. Темно минато се политиките на закани и уцени, рекет и драконски казни. Наспроти тоа ние создаваме можности фирмите да се унапредуваат, а казните додат надолу дури и под 75%. Домашните и странските компании сега се изедначени и сите добиваат еднаква поддршка, стимулации за да креираат нови инвестиции и нови работни места и подобро платени работни места. Државата сега стимулира брз раст на малите фирми и на средните фирми преку директна финансиска поддршка на 30% од директните трошоци за инвестицијата, како и 10% директна поддршка за сите оние кои што ќе исплаќаат плати за 50% поголеми од онаа минималната. Токму затоа, драги пријатели, платите во Република Македонија растат. Почитувани, од една страна имаме сигурен воз поставен на шини, кој што ита кон Европската Унија и НАТО и обезбедува повеќе инвестиции и средства за граѓаните, а од друга страна имаме едно изгубено антизападно раководство кој нема ниту став, ниту план, ниту визија за Република Македонија. И додека ВМРО ДПМНЕ и Христијан Мицковски одбра да застанат повторно на темното минато, на изолацијата, Република Македонија заедно со сите нас реши да се движи напред кон сигурна иднина, кон полноправно членство во НАТО и Европската Унија со комплетно загарантиран идентитет и посебност. Ви благодарам. Толку има прашања, повелете. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија смета дека привилегиите треба да се движат кон граѓаните, а помалку кон пратениците. Пратениците кои што екзистираат во Собранието на Република Македонија, согласно деловникот кој што важи во овој момент, се доволно и од повеќе привилегирани. Сега време дојде граѓаните да го добијат она што го заслужуваат. Вработувања, нови инвестиции, нови работни места и подобро платени работни места. Не смееме да размислуваме во тој правец, оној кој што бил избран и именуван функционер и избран од граѓаните, утре други ден да биде попривилегиран, токму повеќе од граѓаните и доди на работно место кој што впрочем можеби го заслужува некој од граѓаните.